Гласот на Америка на македонски. Преку една деценија вашиот прозорец кон САД. А сега, директно од студиото во Вашингтон. Добро вечер. Го гледате ТВ журналот Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Во наредните 8 минути со вас ќе биде Ведран Андоновски. Пентагон за средбата Панета Бесими. Секретарот за одбрана изразил благодарност за, цитираме, непоколебливиот придонес на Македонија во операциите на коалиционите сили. Според портпаролот Џорџ Литл, Панета на Бесими му порачал дека со нетрпение го очекува идниот прием на Македонија во НАТО. Првите луѓе на одбраните на САД и Македонија разговарале и како да се зачуваат суштинските одбранбени капацитети во сегашната буџетска ситуација, особено во однос на иницијативите на НАТО во така наречената мудра одбрана. А што вели Бесими од интервјуто што го даде за Гласот на Америка непосредно по средбата? Со него разговараше Јане Бојаджиевски. Министре, добар ден. Што донесе средбата со секретарот за одбрана Панета? Добар ден. Можам да кажам дека средбата беше одлична. Пред се беше во една одлична пријателска атмосфера. Разговаравме за темите што ни беа значени од аспект на билатералната соработка, регионалната соработка, како и евроатлантските интеграции, односно за членувањето во НАТО. Кои се очекувањето од самитот на НАТО во Чикаго? Тоа што е битно, дека нема да создадеме нереални очекувања, дека таа работа е договорена, дека шансите се големи. Тргуваме од позиција кога во агендата го нема проширувањето и сите наши активности одат во насока што повеќе да се сензибилизира прашањето во однос на зачленувањето во НАТО за Македонија и за регионот, дека тоа е интерес како за Македонија, така за регионот и за НАТО. Претпоставувам прашањето за името се наметна како една од темите на разговорите со официјалните американски лица во Соединетите американски држави. Да, секако. Тие пред се го поддржуваат експлицитно, значи ги поддржуваат нашите напори за членство во НАТО. И исто така ги поздравуваат нашиот придонес во меѓународните мировни мисии и во однос на прашањето охрабруваат да се најде брзо решение помеѓу Македонија и Грција во однос на името. Министре, македонските војници рамо до рамо партиципираат во мисијата ИСАФ во Авганистан. Дали стана збор за евентуално зголемување на бројот на македонски мировници во Авганистан? Стана збор за трансформација на мисијата на НАТО во Авганистан после 2014. Нашиот став е дека Република Македонија ќе го следи одлуките што ќе се носат во самитот во Чикаго во однос на трансформацијата, како што ќе прават другите земји членки на НАТО, така согласно на нашиот капацитет, ние ќе продолжиме со нашиот придонес во НАТО. Министре, ви благодарам за разговорот. Благодарам на вас. Одбранбената соработка меѓу САД и Македонија доби потврда за време на посетата на министерот Бесими, кога Собранието на Вермонт усвои резолуција за партнерството меѓу Националната гарда на оваа сојузна држава и армијата на Република Македонија во изминатите 17 години. Резолуцијата го уважува учеството на Македонија во меѓународните мисии и изразува благодарност за заедничките напори со Вермонт за мирот, безбедноста и стабилноста ширум светот. За македонскиот министер за одбрана Фатмир Бесими таа дава политичка поддршка и тежина на ангажманот на Арама со Националната гарда од Вермонт во меѓународната мисија ИСАФ во Авганистан. Во самата резолуција се спомнува заедничката соработка во делот на меѓународните мировни мисии, една специфична и уникатна можност каде што нашите припадници на армијата на Република Македонија заедно со припадниците на Националната гарда на Вермонт, односно армијата на САД, учествува на заеднички мисии како едно. Командантот на Националната гарда на Вермонт, генерал мајор Мајкл Дуби, за Гласот на Америка коментира дека армиските односи се безпрекорни. Имаме цврсти односи меѓу САД и Македонија на многу нивоа на соработка, корисни и за нас и за Македонија. Генерал мајорот и верува на македонските војници во Авганистан, како на своите.
Согласно сите стандарди, македонските војници покажуваат извонредна подготвеност во Авганистан, но и претходно во рамки на коалиционите сили во Ирак. Освен што се добри војници, тие се докажани членови на тимот. Бесими со гувернерот на Вермонт, Питер Шумлин, разговараше за можностите во одбраната, но и во цивилниот сектор. Пратеници од обете партии во собранието во Монпелје на средбата со Бесими порачаа дека очекуваат освен на армиски, соработката да се продлабочува и на економски, културен и образовен план. Со усвоената резолуција со акламација во собранието во сојузната држава Вермонт и беше одадено признание на армијата на Република Македонија за партнерскиот однос со Националната гарда на Вермонт во меѓународните мисии ширум светот. Јане Бојаджиевски, Глас на Америка на македонски, Монпелје, Вермонт. Во продолжение на Newsflash, непријатно изненадување за британските власти. Два неодамнешни инцидента го свртеа вниманието на безбедноста на предстојните Олимписки игри летово во Лондон. Додека полицијата се подготвува да спречи секаква можност за терористички напад, постои загриженост дека опасноста сепак може да дојде и од друга страна. 72 спрата под нив и Лондон како на дланка. Луѓето кои го сними ова видео, качувајќи се на највисоката зграда во Европа, Шард, без при тоа некој да ги спречи, се од организацијата Урбани истражувачи. Велат не сакале да го прекршат законот, но нивниот подвиг покажа колку може да биде ранливо обезбедувањето на само неколку месеци пред Олимпијадата. Деновиве се случи уште еден непријатен инцидент за полицијата. Демонстрат скокна во Темза, запирајќи ја традиционалната трка во веслање меѓу универзитетите Оксфорд и Кембридж. Тоа го наведе директорот на Британското олимписко здружение да каже дека, цитираме, потребен е само еден идиот за да се уништат Олимписките игри летово. Безбедносниот консултант Дейвид Рубенс коментира. Имаме историјат на протести на организации како Ослободителниот животински фронт, Гринпис и особено Татковци за правда, кои може да привлечат големо меѓународно внимание со едноставни и ефтини потези. Безбедносните вежби досега беа насочени на терористички напади од голем размер. Трошоците за обезбедувањето на Олимпијадата двојно скокна од првичната проценка и сега изнесуваат 882 милиони долари. А утре во Newsflash, децата најдобро учат преку директно учество. Една мајка од сојузната држава Мериленд го имаше тоа на ум кога основа хуманитарна организација, што им помага на оние во соседството кои имаат помалку од другите. За ова во утрешната емисија. Хуманост од мали нозе. Деца разнесуваат помош во храна, го разведруваат животот на сиромашните, осамените. Тоа е се за оваа емисија. Го гледавте Newsflash на Гласот на Америка на македонски. Со вас беше Ведран Андоновски. За повеќе содржини појдете на нашата интернет страница glasnaamerika.com, а побарајте не и на Facebook. До гледање до утре.